Ѓоко судијата го користи овој простор, одговорил таткото на обвинетиот апелационен судија Ѓоко Ристов по откривањето на 350.000 евра содзидани на вториот кат во семејната куќа во Неготино. На денешното рочиште се пуштаа видео снимки од претресите и моментот кога полицијата во кујната во зидот зад плочките ги пронаоѓа парите спакувани во алумински фолии во банкноти од 500 и 200 евра. Полицијата кога го запрашала за содржината на фолиите, таткото на обвинетиот одговорил дека не знае што има во нив и дека може неговиот син ги ставил таму. Во куќата имало и ливчиња со броеви на предмети во кои бил инволвиран Ристов. Беа презентирани и докази дека Ристов и неговата сопруга биле ко-кредитобаратели за да купат стан во Охрид од фирмата на Љупчо Пецов Ѓаволот, кој е обвинет и осуден за неколку кривични дела. Воедно и неколку одлуки кои ги носел Ристов поврзани со Пецов Ѓаволот. А токму од Пецов Ѓаволот тргна истрагата против Ристов откако неговиот адвокат Фехми Стафа беше фатен со мито за да посредува кај апелационен судија за укинување на притвор на неговиот клиент. Беа презентирани и видео од безбедносни камери како Стафа го посетува Ристов во неговата канцеларија во апелациониот суд. Тој дел кој се однесува за кој прашувате во однос на Љупчо Пецов, тоа се докази со кои обвинителството сака да покаже дека одлучувал и претходно и се познава со ова лице во делот постапките осомничен, во делот постапките пријавите. Звонко Давидовиќ, адвокатот на Ристов, реагираше дека целосно не биле запазени прописите при пронаоѓањето на парите и доказите се контаминирани. Гледате дека на плочките и на подот се ставани пари, ракавиците се скинати, манипулирано е со парите во 4-ти месец, големо прашање колку се валидни сите тие траги, но тоа ќе ни го објасни судска медицина која ние ангажиравме како технички советник на одбраната. Давидовиќ најави дека како сведоци ќе бидат викнати и Стафа и Пецов Ѓаволот и не е кривично дело некој да се познава со некого. Како доказ не беа изведени биолошките и финансиските вештачења кои треба да покажат дека токму Ристов ги криел парите, бидејќи одбраната побара како сведоци да бидат повикани вештите лица. Ристов претходно изјави дека е невин за двете кривични дела за кои е обвинет против правно стекнување и прикривање имот, како и за перење пари.